Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио, вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Ние се наоѓаме во еден прекрасен обед во прекрасниот хотел Дрим во Струга, каде што во моментов се игра првенството на Македонија за млади, почнувајќи од најмалечките, од 8 годишна возраст и така на по 2 години за 10 години, 12, 14, 16 и заклучно со 18 годишна возраст, и тоа како помеѓу момчиња, така и помеѓу девојчиња. И токму оваа пригода искористивме за да направиме една убава емисија со најголемиот дел од нашите млади надежи, од најсилните шахисти и шахисти во Македонија. А еден од убавите поводи беше и одличното представување на нашата репрезентација на неодамна завршениот меѓународен шаховски турнир со работен наслов Училишно европско поединечно првенство, иако тоа повеќе би рекол беше меѓународно првенство, но каде што македонската шаховска младинска колонија, представена од 15 момчиња и девојчиња, се представи во одлично светло. И токму тука до мене се прво најмалечките, најмладите Никола Петровски, па тука е Лана, Герасим, победникот на турнирот Леонид Петрески, Теодор, Матеј, Теодора и Дино, а овој престижен список ќе го завршиме со новопечениот наш олимписки репрезентативец, олимпиец, значи Андреј Велјановски, кој што за оваа пригода или за оваа специјална, би рекол, емисија во овака голем број ќе биде мој, да речем, помошник или ќе ја збогати, би рекол, оваа емисија. Добро вечер на сите. Многу ми е мило што ви тука со мене, што ќе ви имаме една убава шаховска емисија, да го споделиме практично големиот успех на македонскиот шах на меѓународна сцена, каде што навистина одлично се представивме, почнувајќи на главниот турнир, кој што беше до 17 годишна возраст, каде што токму нашиот Леонид Петрески победи со импозантен резултат 8-9, без пораз, и сега тука би му препуштил на Андреј Велјановски да му постави на својот сегашен цимер и клубски колега Леонид Петрески некој прашање за печатоците од турнирот, предпоставам. Како беше, со кој имаше тоа најтешка партија, кој неубавата партија, како помина? Неубавата партија ми беше со Стојан Велковски. Со него бев со Црни и завршив прилично брзо. Таа ми беше најлесната партија од сите. Може после да ни ја покажеш, да ја искоментираш, ако има време. Не, секако дека ќе има време. Не, добра, шаховскиот дел на стручниот, би рекол, ќе го посветиме, односно ќе го поканиме Леонид Петрески да по свој избор да прокоментира една партија, но ние сега сме тука големо друштво, забавно друштво, малечки веќе почна да се смеат, значи е добра, забавна е, интересна е. И Леонид не беше лесен трудот, никош не е лесно да се победи, но посебно е би рекол да пријатно чувство како ќе се биде сам прв и кога нема се доживее пораз. Нели тоа е едно посебно чувство, нели? Најубавото. Тоа е најубаво, да. Но добро, главната конкуренција некако испадна во големата категорија дека токму македонските шахисти меѓу себе има, дека практично беа меѓу подобрите. Може би тоа не ми звучеше така или мене така ми изгледаше впрочем, но дали беше така, можеш и ти да кажеш. Да, мислам, ние како репрезентација македонска не игравме воопшто лошо. Јас завршив прво, Теодор Ивановски заврши трето и Стојан Велковски да тепаше последната партија, ќе завршеше второ. Ќе бевме прв, втор, трети македонец на турнирот. 1-2-3 победа, како се вика тоа. Да, штета, што е Стојан не е тука, он е хилјанот замина пред да успееме да го поканиме, но и ќе најдеме време и начин и него да го вклучиме некако, може би дополнително. Теодор, одлична партија игра последна, сите таму бевме возбудени, имаше мат во двама и воопшто е таму жртва на квалитет, многу и динамична партија, многу интересна. А многу и со секојаш последната партија кога се бориш за дрвот, не секојаш е многу значајно. Како ти го доживеа турнирот? Малце имав добар старт, играта беше така
била и подобра, но на крај го спасив турнирот. Особено важна партија беше предпоследната со Фиде Мејсторот од Србија, во која Милановиќ Марко, во која ме изненади во отварањето, успеав некако да издржам и цела партија буткав, го притискав и на крај некако успеав во топовска завршница да го добијам. Последната партија беше стресна поради тоа што играв со еден млад талентиран чехист Бочи Матео од Албанија. Има 12 години, но тој дефинитивно ќе го слушаме неговото име во едните време. Игра многу силен шах, го победи Стојан Белковски на турнирот. Со Леон не му беше лесно кога играше. Кого не му беше лесно? На Леон не му беше лесно. Многу талентиран млад чехист, што ќе го слушнеме сигурно во едината. Да, и таа партија беше долго по теорија, таму, тие 4, онde се сите... Мојата партија со него беше полна со теорија. Мене многу ме изненади неговото знаење во теорија и во другите партии што му ги гледав многу длабоко ја познава теоријата. А во нашата партија извади одлична верзија во француска, но успеав да се снајдам колку толку, особено во крајниот дел. Направив превед, но имав дефинитивна иницијатива и не е ни блиску до просто да како да ја реализира таа предност. Тоа кој ќе ја би рекол личеше на жртва отколку на превид, така беше сосем нејасно. Матеј, Да. дали ти беше тоа прв меѓународен настап и прв меѓународен турнир вака значен? Да, и ми беа првите добри резултати. Сум многу задоволен од турнирот, квалитетот на игра што го покажав. Па се покажав како најдобар шах за мене. Дали тоа ќе биде сега поттик, нели сега играш тука и на првенството на Македонија си? Па да, секој поттик. Стимулон за повеќе работа ти Да. одно работиш сам, така? Да. Дедо ти ми подкажа дека си почнал со книгата Шах игра на милионите, која што била основен учебник, да речеме, кога имал многу малку шаховска литература, да речеме, во моите генерации ние кога бевме дете, тоа не беше основен шаховски учебник, меѓутоа таа книга е како некој evergreen, значи постојано има таа вредност и на така напубав начин мајсторот Андрич успел да ја приближи играта до најмладите шахисти, да ги заинтересира, да им стане предизвик и да навлегуваат во тајните од дневната игра, меѓутоа ти веќе си го надминал тоа ниво. Лично и сега сигурно има нека посериозна литература, можеш нешто да кажеш за тоа? Мате исто така е кошаркар, многу добар. Да. Да, тренира. Значи, мултиталентиран, повеќе спорт. Да, може да се каже многу Тоа е одлично. Значи спортот е многу важен и физичката подготовка и воопшто за шахот, затоа што шахот бара максимална концентрација со часови и тој што е физички подготвен се развива и повеќе. Да, бара и кардио и така работа. Срцето. А добро, ја како што гледам и Теодор не е баш мал, така да за баскет тука и за кошарка сигурно дека би може да се направат две добри. Да. Може. Леони ти плеймейкер, пошто и ти знам дека си спортист, знаеш, да пливаш да си треба да знаеш. Па знам, ама не е толку добро. Ама со овие кошаркарски джинови може да не може. Уште не играме се. Треба да играме. Треба да се игра, да. Добро, Теодора? Како си ти, Теодора? Како ти таму се чувствуваш и како ти беше? Како го доживеа? За мене беше прв меѓународен, многу супер, ново искуство. Супер беше. И резултатот не беше лош, нели? Јас сум задоволна. Ти си задоволна, Да. така, значи има потеки за паната. Има голем потек. Добро, баш ми е било. Дино Табаковски. Па, мислам дека добро го поминав на турнирот, ама секогаш нели има место за напредок и може да гледаме во иднина подобри резултати. Се разбира. И не само тоа што нашите одлично се представија, туку мислам дека одлично и се дружеа. Сега, поради технички причини, некои од родителите на децата се во салата присутни, но не можам да ги прашам, а добив информација дека сте се дружеле одлично, дека сте биле како еден. Кога беше слободниот ден, бевте на плажа, бања таласо правевте таму на Јадранско море, на Црногорско приморје. И се било одлично и одма утредента сите победивте важните партии, со исклучок можеби на Стојан, да?
но другите сите скоро добро поминавте и воопшто се вративте дома, односно право на првенството на Македонија, затоа што беше набиен календарот, заврши школската година, веднаш тргнавте на пат, одлично се представивте и сега дојдовте тука со шаховските мотори кои што се веќе во движење, да овде покажете исто така одличен резултат. Андре, да ги прашаме нешто на малечките, што велиш ти? Да, да ги прашаме. Ајде, прашај го тие од Цимерот прво, твој нешто. Никола Петровски одлично се представи таму. Во конкуренција до 13 години беше четврти и беше во позитивен плюс 3. Тебе ти Цимер прашај, ти нешто ја слабо го познава. Како си помина таму, дали интересно беше? Па да, беше многу интересно. Можев и подобар резултат да излезам, ама пробав најдобро што можев, ама можев и подобро. Последната ја зафркнав. Што се случи во последната партија? Се колку играше? Играв со една украинка и ја изгубив Со партија. некоја голема украинка играше, со некоја девојче од Украина Да. играше? Поголемка беше од тебе малку? Не знам, мислам дека не знам, не ја знам годината. Не ја знаеш годината, зашто ти имаш 10 години, а играше во конкуренција до 13, Да, така? И колку поени направи конкурс? 5 поени. 5 поени направи од колку партии? 9. Од 9 партии? 6. Од 7 партии направи. А тоа е добар резултат, тоа е шаковски речено област 3. Да. Значи, ако си загубил 2, си победил во 5 партии, така ли? Да. Добро. Уште една момичка, мала Лана, беше таму на турнирот. Лана, како ти го доживеа турнирот? Па можеше и многу подобро, ама Пробајте беше прв меѓународен настав, така значаен настав сега. Училишно првенство европско, така звучи многу добро. И таму имаше надпреварувачи од повеќе држави, од повеќе земји, нели? Имаше малку и почетна трема таму, како во салата разни имиња од разни земји, со разни знамиња. Така, печатоците не се малку поинаки. Да. И како реши ти сега, дека шах ќе продолжиме да работиме, да учиме и да играме, или? Ќе продолжиме без друго. И уште едно момче, многу симпатично, многу насмејано, многу весело, Герасим. Прв настап ли ти беше тебе? Да, ова ми беше деби. Деби. И јас сум задоволен. За деби задоволен сум. И можев малку подобро, но имав 4 од 9 поени, мислам. 4 од 9 или од 7? Ја се разбрав дека од 7 партии слиграле таму. 4 од 7, значи во позитива сме. 1 плюс за дебито, нели, за деби, у принцип на меѓународен турнир на школско училишно првенство е добар резултат. И си задоволен, нели? Да, таму конкуренцијата беше силна. Но јас стекнав многу знаење за тоа. Исто така се дружевме, многу убаво си поминав. Одлично, многу ми е мило. Значи, патувавте заедно со автобус, сите бевте заедно, таму бевте цело време заедно, се дружевте, си игравте шах, разменувавте мислење. Овие поголемите батковци да знаат многу добро шах да играат и нешто да ги прашате, што да купите од нив, нели? Што да научите и да гледате како тие се однесуваат, каков однос имаат кон играта и се. И тоа е едно непроценливо шаковско искуство кое што вам на најмалите особено ќе ви биде од полза. Нели така е? Така е. Ето така, нашите шахисти можеби не се толку разговорливи, би рекол. Тие сепак се повеќе на шаховската табла, значи повеќе говорат преку своите потези, преку своите шаховски замисли. Дури и мојот асистент го гледам дека не сека многу да поставува прашање. И можебно се чувствува атмосферата воопшто тука, ова друштво кое што веќе добро се знае меѓу себе сите. И јас тука ќе ја привршам ова емисија со тоа што уште еднаш ќе подвлечам дека има големо задоволство да ги имаме во денешнава емисија, би рекол,
меѓу најдобрите шаховски таленти, шаховски шахисти млади македонски, што мене ме прави посебно задоволен што им бев домаќин, што беа гости во мојата емисија и дури може да се забележи дури и кај мене одредена доза на возбуда што ете така сите беа заедно со нас. Тоа би било се за оваа емисија, почитувани слушатели и гледачи. Вие бевте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски, со младите шаховски таленти, директно од хотелот Дрим од Струга. Го користиме првенството на Македонија за млади категории почитувани, за да ја дооформиме емисијата која што беше посветена на нашите млади шахисти, кој што ја представува Македонија на училишното европско првенство што се одигра во Цетиње. Најголемиот број од тие надпреварувачи беа присутни во нашата емисија, но останавме малку должни, би рекол, за Охридската екипа, имено шахистите од Охрид веќе беа заминати по завршувањето на тоа коло, така што дополнително ги имам за гости охридските шахисти Стојан Велковски, Константин Лушевски и Никола Николовски, за да ја да оформиме сликата за првенството, за тоа важно меѓународно надпреварување што се одржа во Црногорската поранешна престолнина Цетиње. Здраво за Стојан, за Константин и за Никола. Бевте дел од убавата репрезентативна екипа, млада екипа, која што добро се представи, чинам во Цетиње, имено во големата категорија победи Леонид Петровски, но и вие останатите сите добро се представивте. Прво ќе почнам со Стојан Велковски, кој што е прв од мојата лева страна. Да го прашам како тој го доживеа овој турнир, меѓународен турнир, престижен турнир, нели? Ние следевме, имаше партиите главно во живо, резултатите и општиот впечатокот дека одлично се представивме, но еве кажам, непосредните наши шахисти стојат да чуеме истина за турнирот во Цетиње. Па прво пред се, ми се допаѓа тоа што турнирот е меѓународен и благодарение на нашата федерација што ни го овозможи ова искуство. Пред се, без разлика резултатот, ние се плашевме како шахисти, научивме нашите грешки и најубаво од сето тоа успеавме сите да направиме солидни резултати. Тоа е тој впечаток, па да, меѓународното искуство е незамерливо, непроценливо, значи пора да се игра, да се види, да се разменува искуство и секако дека ќе отидеш со одредена сила, а се враќаш секако побогат. Значи не може да не се враќаш побогат со самото тоа што играш шах со своји врсници, да речеме, или околу својот возраст на меѓународно ниво. Константин? Па да, штета беше да се пропушти притиката која ни беше дадена од федерацијата да одиме да учествуваме таму, каде што ќе представуваме и Македонија, а и ќе можеме и да собереме искуство за нашата понатамошна кариера. Вие убаво се дружевте сите заедно во исти автобус, нели, цело време имаше дружба, добра атмосфера, имавте еден слободен ден, така ли е? И воопшто слушнам дека и таму сте се дружили цело време, дека се било забавно, било добро и успешно. Значи се во едно, многу добар впечаток. Никола, тебе дали ти беше прво меѓународно искуство вака? Да. Ваков ранг, нели? Дали беше возбуден заради самиот тој факт што ете можеше и ти да се представиш или да бидеш дел од македонската така шаховска експедиција, би рекол, да има така престижно меѓународно надпреварување. Да, слично како Стојан и Константин, добро имам мислење дека беше добро меѓународно искуство. Имаше дружење, се запознавме со многу деца од наша возраст и многу убаво се помира. А потоа, например, по завршувањето на колото ги анализиравте ли заедно партиите или тоа го ставите за кога се вратите дома? Самиот турнир, кога се завршува шаховската партија, после разменувавте сами искуства, Стојан анализиравте? Да, разменувавме, но поради тоа што таков беше тесен распоредот, моравме од Сабајли поплане да играме кола
потешко ни беше, а ние последни завршувавме. Така, да, тешки борби, навечер нешто малку на брзина, Како што затоа може. што а сега кога се вративте дома повторно ги погледнавте ли уште еднаш по-тегол на партиите, се види сите важни моменти што биле, како биле, зашто биле и така. Добро, и сега првенство на Македонија, да? Заврши првенството на Македонија, задоволни ли сте? Ајде, почни прво ти сега, Па. ходите поред. Секако се може повеќе, додека не сте први, но јас воопшто не сум разочаран и само гледам како што е начин научам од своите грешки. Благодарен сум што ќе можам да играм уште партии, ќе имам уште турнири и доправо имам уште многу да научам. Мене пред се тоа повеќе ми дава мотивација и среќен сум. Се разбирам. Константин, ти што ќе кажеш? Па не сум задоволен со играта, пласманот на крајот е солиден, мислам дека. А да самата игра не си задоволен од квалитетот на играта, Да, од квалитетот на игра. Што се случи? На што се дължи тоа? Па не знам. Треба да се размисли, да се види, Да, да се да. проанализира Да. и така, да. Никола, како е сега во Охрид? Вие се среќавате, се дружите и во Охрид, работите ли заедно? Работиме заедно, тренираме во клуб. Каде тренирате? Во ШК Ласкеров. Охрид, имате ли просторија своја? Да. Имате, да? Има и. Одлично. Има таму и гарнитури, предпоставам дека имате нешто литература. Да. Да. Одлично. Момчиња ви посакувам и понатаму да растете шаховски, нели, успеси, надпревари, затоа што времето работи за вас, вие сте млади. А на младите останува векот и свет. Тоа би било се почитувани за емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Разговаравме за нашите млади шахисти кои што ме представија одлично на Европското училишно првенство што се одржа во Цетиње неодамна и се надевам дека имате можност да го видите профилот и размислувањето на нашите млади таленти. Јас ви благодарам за трпението, бидете и за вниманието, бидете повторно со нас, вие следите емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Ние сега ќе анализираме мојата победа од пето коло против Велковски Стојан. Партијата почна со E4, ја одлучив да играм на E4 пирчева, D6, D4, конј F6, конј C3, G6, F4, LG7, конј F3. И сега одлучив да влезем во варијантата со C5, каде што ако ќе земе DC5, играм дама A5 и претам конј E4 и на LD2 земам дама C5. И така си го враќам пионот и се смета дека тоа е окей варијанта за црни. Добро, тој на C5 не ми зеде DC, туку ми бутна D5. Ја на тој потез изиграв рокада и сега тој изигра малце мек потез, малце кој што не личи дека припаѓа за позицијава. H3. Тоа е за мене дури многу бавен потез. Ја дека можев да направам веднаш голема па многу полезна позиција со потегот B5. И ако ќе земе LB5, имам конје 4 и на конје 4 имам дама A5 и сега претам да земам дама B5 и ако ќе се врати конј C3, земам LC3, BC3 и дама B5. Му го зедов ловецот и имам подобра пешачка структура и овдека сметам дека имам предност. Добро, ја не бутнав B5, ја го припремив првен со A6, тој ми бутна A4 и сега го подкопувам со потегот E6. Тој на E6 всушност нема многу полезни потези, ако ќе изигра LD3, можам да му земам ED и на ED имам топ E8 и сега малце слаб му е кралот и ќе мора крал E2 најверојатно да игра и ова му е многу лошо. Добро. Затоа на E6 тој ми зема D6, јас земам L6, се доразвивам и тој сега ми игра L3. Овој потез му е слаб малце затоа што после дама B6 малце пионот на B2 му е слаб и со дама B6 му го напаѓам и ако ќе земам и ќе му го нападам и топот и конјот што нема да му биде многу пријатно.
Тој се обиде малце стратешки да го одбрани со потегот дама d3. И сега, ама тој потез го брани пионот на b2, ама сепак не му помага во развојот. Јас играм конј c6, ако ќе ми земе дама d6, тогаш земам дама b2 и овдека двоен удар и фигура дурен ќе му земам. Затоа на конј c6, тој игра топ b1, првен си го брани пионот. После најверојатно пак нема да сака да го земе пионот, затоа што пак кралот ќе му биде многу слаб. Ќе треба да се доразвие. Ама на топ b1 ја му играм топ ad8. Претам да бутнам d5 и затоа тој игра дама e2, затоа што сака да се тргне од топот, да не биде под иста линија. Ја играм конј h5, претам конј g3 и тој игра дама d2 за да се тргне од двоен удар. И патем исто така и претам lc3 да земам топ, поточно фигура, да му го земам конјот. Тој дама d2, со тој потег ги брани двете закани. Ја играм конј g3, топ g1 и топ f8. Сега претам да го отворам центарот со потегот d5. Тој сега игра ld3, сака малце да си го повеќе полето e4, ама ја пак играм d5 и таму мора да земе ед, иначе претам d4, а ако ќе изигра d4, претам да земам две фигури, претам да направам вилушка всушност, да нападам две фигури со пешак и една ќе изгуби. Ако ќе изигра lf2, тогаш нема да му помогне многу, можам конј e4 и ќе заврши партијата многу брзо. Добро, тој ми зема ед, ја земам ld5, игра крал f2, сака да се тргне од линијата од топот. Ја играм конј e4, тој тука можеше на конј e4 да ми земе скокаш e4 и на l4. Ова најверојатно можеше да го игра. Ја се чудам зашто не го изигра овде ова. Тогаш ќе имаше, бар можеше за нешто да игра овдека на l4. Тој ми зеде l4. l4 земам. Многу му откриен кралот и ловесот на d3 му помогна за да не биде нападната кралицата. Тој тука мора дама e2. И сега дојде да имам тактика lf3, дама f3, топ e3. И сега на дама e3 играм ld4, му ја врзав дамата за кралот и ќе изгуби дама. Затоа на тој изигра крал e3, c4 и сега на крал e4 имам дама d4 мат, а на крал e2 имам конј d4, тој изигра крал e2, конј d4 и му ја зедов дамата. И така заврши партијата овдека ми предаде.